Поштована поранешна министерке Славјанка, ете и вас да ве прашам неколку прашања, биејќи Спасовски го прашав. Страница 85 од прирачникот вака вели: Програма 1 администрација, Програма 1 модернизација на Министерство за одбрана, 379% повисок буџет. Ајде идеме малку поделе. Програма В унапредување на одбраната и безбедноста, ВА интеграција во НАТО, 13% поголем буџет. Ајде идеме надоле. Ставка 465 исплата по извршни исправи, 157% повисок буџет. Ајде да отидеме во програма 48 капитални расходи, 482 други градежни објекти, 177% поголем буџет. Одбраната овој пат има повисок буџет за 20%, негде над 13 милиарди денари. Мислам дека тоа го пишува во буџетот. Понатаму, кога гледате вака, можете да видите дека во надоместоци 404 има зголемено 163%. Зашто тоа не го кажете? Знаете зашто е тоа? Затоа што вие потпишавте колективен договор и го објавивте на денот на распишување на изборите. А знаете што е разликата? Што додека вие бевте министерка, ништо тој колективен договор не исплаќавте. Може да излезете сега и да кажете дека во Министерството за одбрана се почитува во целост колективниот договор. Во целост. Се исплаќа. Се е исплатено. Понатаму знаете што има во новиот буџет, вака кое што треба да се издвои и да се пофали. За пожарникарите никогаш не била волку висока сумата. Вие како министерка, мислам, 2 или 3 буџета имате. Зашто тогаш не ги предвидовте тие средства? Сега во Министерството за одбрана ставката за пожарникари е убедливо највисока во историјата. Најмногу средства се обезбедува. И тоа го пишува. Понатаму мислам дека треба да кажеме дека ете да поразговарате во партијата. Вчера имаше еден аргумент кој што доминираше во медиумите, дека ставката за службени возила во овој буџет била за 5 пати зголемена. Јас сакам едно директно прашање да ви поставам, ве молам да ми одговорите. Дали ставката која што вие ја општите како партија дека е поголема, во таа ставка за набавка на возила се вклучени и страјкерите и Леонардо хеликоптерите? Ако е така, тогаш зашто манипулирате свесно со граѓаните? Јас сметам дека вие имате информации директно за ова, зашто за некои од тие набавки и вие сте потпишана. Така да, повторно ќе кажам, кога веќе зборуваме за буџет, треба и да ги диктираме цифрите и тоа што е напишано во буџетот. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика